Компанијата Cranfield Foundry со седиште во Девствените острови сака да гради леарница за челик и производство на челични производи во Пробиштипското неокази. Се работи за поголема фабрика, значи фабриката би била на целиот двор на фабриката би било околу 5 хектари, додека самата површина за градба на фабриката би била нешто повеќе од 3 хектари. Се работи за пред се со фабрики кои што се занимаваат со производство на делови за автомобилската индустрија. Ваквите најави за овдешните жители се шанса за подобар живот во сиромашното Пробиштип. Тоа е на позитивна работа околу вработувањето на младиот кадар. Што има запослување, има живот, има све. Има незапослени луѓе многу и струката е таа што може да се примат луѓе да работат. Ептење добро, добро е, зашто да не? Се што се отвори убаво ќе биде. Многу убаво, да. Годишно овде би требало да се произведуваат 100.000 тони челични производи. Ова значи и опасност од испуштање на околу 1000 до 1500 тони прашина со тешки метали. Поинаку кажано, леарницата ќе донесе работа, но ќе однесе ли здравје? Само од Рудниково што искача тамо и ловиштето кад дувне ветар, ајте како Сахарата, тој ти се нечи извоздух. А още нако има и готово. Младите да се запослали, а другите шо? Аме па баш младите ќе изумрат, виж каков е градот дека се умират млади. Особено ние тука што сме близина околу флотација, фабрика, воздухот не е за никаде. Токму и поради ова од Министерството за животна средина објавиле решение за утврдување на потреба од оценка за влијанието врз животната средина. Ова практично значи дека компанијата ќе биде должна да изготви неопходна документација за да се утврди какво било влијание врз животната средина од евентуалната изградба на леарницата. Претходно Министерството не дозволи отворање на рудникот Кадијица во Пехчево поради опасност од загадување на животната средина. Како ќе се постапи во случајот со Пробиштип ќе се знае откако ќе биде разгледана целата документација. Во меѓувреме, Cranfield Foundry најавил инсталирање на современа технологија која гарантира минимално влијание врз животната средина.